Пратеникот Мицевски Никола, повелете. Благодарам, господине председавач. Почитуван министер за транспорт и връзки, драго ми е што сте овде, затоа што ве баравме на Комисијата за финансирање и буџет 3 дена и во документот кој што ние го добивме, може би е различен од вашиот, во представници пишува Нина Ангеловска, министер за финансии, магистр Горан Сугаревски, министер за транспорт и връзки и доктор Ширет Елези, заменик министер за финансии. Јас го барав, меѓутоа повеќе го барав координаторот на пратеничката група од претходниот мандат, господинот Горан Сугаревски, отколку министерот Сугаревски, затоа што она што го видов во предлог законот кој што е испратен до Собранието на Република Македонија, пишува: целта на проектот е подобрување на транспортните врски кон Охрид. Автопатската врска обезбедува високо ниво на услуги, вклучувајќи брз, сигурен, безбеден сообраќај. Со изградба на оваа делница на ниво на автопат, трајно ќе бидат решени посочените проблеми и ќе се обезбеди брз и сигурен сообраќај во текот на целата година. Затоа, господине министер, координатор е на пратеничка група од тој период, би ве прашал што се смени во цели начела и основни решенија на ова законско решение. Дали е ова истото законско решение кое што тогаш беше понудено, а од ваша страна и од страна на тогашните пратеници, од кои што голем дел се и во овој собраниски мандат, беше потенцирано дека ова се најголемите криминали кои што се вршат во државата, дека од овие проекти се земаат провизии од страна на одредени лица и дека ВМРО-ДПМН на ова го прави предизборно. Сега, после неполни 3 години од тогаш, го имаме господинот министер Сугаревски, кој што сосема на друг тон разговара. Да биде иронијата поголема, неколку, можеби месец дена порано, председателот на тогашната комисија за урбанизам во Социјалдемократскиот сојуз, господинот Благој Бочварски, на една од нашите национални телевизии излезе и кажа дека се согласувам дека не била промашена трасата. Можеби тоа е терминологија која што се употребуваше не од СДСМ, туку и од граѓаните и од медиумите, и можеби била преземена од СДСМ. Ова не е терминологија која што употребуваа граѓаните и медиумите и невладините, туку ова е изворна терминологија на Социјалдемократскиот сојуз со која што дојдоа на власт. Ова е изворна терминологија на луѓето кои што со лажни вести, кои што со големи очекувања излегоа пред граѓаните на Република Македонија, за сега, една по една, сите тези и конструкции да се растураат и да се враќаме на основата на која што бевме порано. Една од тие тези не е тука министерката за финансии и прогресивниот данок. Знаете какви состаноци и какви настани држевте со тоа? Ќе ги враќаме парите на средната класа. Ќе има правично оданочување на граѓаните. И сега, и таа е еден од поверениците, па затоа се обраќам повеќе за граѓаните, вие го знаете ова што го зборувам, затоа што и вие учествувавте во овие лажни конструкции и лажни вести. Ќе ги враќаме парите на средната класа, ќе ги враќаме парите, ќе има правично оданочување, да ги истрчите бизнисмените, да прават математики врз основ на нивните добивки, врз основа на прогресивниот данок, да после 3 години, не цели 3 години, излезете и кажете меркава не ги дава резултатите, од утре тераме повторно со рамниот данок. Ако ова не е потврда на вашите погрешни и популистички политики кои што ги водите цело време, јас не можам да најдам подобар аргумент од ова.
Ама сега ќе отидете да поразговарате со тие сериозни бизнисмени кои што зимаат кредити, кои што добивките ги темелат врз основа на даночното решение кое што им го понудивте и нормално како секој добар бизнисмен стабилен се своите вложувања, своите добивки, своите оданочувања ги темели на една реална и континуирана мерка која што вие ја понудивте. Сега на третата година да им речете пу не важи, се враќаме на рамниот данок. Ви се растураат тезите како кули од карти. Една од тие е и ова што го спомнав. Трасата на Кичево Охрид била погрешена. Колеги, ве ги гледам, се фаќаат на бројки. Јас, министер Сугарески, ќе ви кажам, доколку тие 400 или колку беа милиони евра за тоа автопатско решение, кое што го дефиниравте како криминално, од кое што ќе стече провизија и кое што ВМРО ДПМН го прави во предизборен период, како на волку намалени цени, сега имаме дополнително уште скоро 200 милиони долари ново задолжување за да се заврши автопатската делница. Знам што ќе ми одговорите, меѓутоа јас сега ќе ви кажам. За сите оние, освен оние дополнителни работи од 10%, кои што во секој проект, посебно во вакви изведбени градежни проекти, со закон е дозволено да се направи. Ево ред. Меѓутоа, да се зголеми за 40% цената на основниот проект, министер Сугарески, вие и владата требаше да распишете нов проект за сите тие клучки и дополнително за патот Врбјани-Арбиново, како беше паралелниот пат кој што треба да се прави. Значи, тоа можеше да се реше со друг проект, меѓутоа, очигледно, не знам кој ви се намери. Ако претходното раководство или претходните министри работеле за провизија, зошто и вие го продолживте? Не е точно и не можете да ме убедите, затоа што Синохидро ги немаше овие ставки во дополнителни работи или во основниот договор. Целата ова дополнителна анекс и закон кој што денеска го подпишуваме е со одлука на влада, која што вие ја подпишавте, ги прифативте условите под кои што се реализираат и продолжувате да работите. Сега ќе се вратам на другото. На 16.11.2018 година, минатата година, се донесе анексот по основ на овој закон. Денеска сме 20.11. Цела година помина од периодот на донесувањето на анексот до периодот на донесувањето на законот кој што го планират. Во периодот капиталните инвестиции во Република Македонија се на најниско ниво. Може би ова не е толку за вас, колку и за другите министерства и сите оние неработници кои што ги имате во владата, а од кои што и вие страдате, да дојдеме во ситуација ова автопатско речение да чека од анекс до договор една година и да ветувате дека 2021 година ова автопатско решение ќе биде завршено. Искрено, министер, јас не ви верувам. Не на вас како човек. Не верувам на оваа влада која што нема капацитет ова да го направи. Зошто? Од само еден аргумент. Ќе се вратам на автопатското решение Миладиновци-Штип. Една година возевме по официјално неотворен пат, па потоа го затворивте, за повторно да го отворите, да не знаеме дали се вози или не, ќе стигнат луѓе до тука, ќе дојдат на бетонски бариери, патот денес е затворен. Кој го затвараше и кој го отвараше, не знам. Година и кусур ви требаше да ја информирате јавноста дека автопатското решение е направено од ВМРО ДПМН и ќе го пуштите. За жал, од претходните искуства кои што ги имавте од пуштањето на тунелот кај Смоквица, не можевте таа веселба да ја збогатите со музика. И немаше тунел, што вели еден колега. И можам слободно да кажам, ние денеска, после една година од пуштањето на тоа автопатско решение, се префрлив на Штип Миладиновци. Патот повторно не е безбеден за возење, затоа што сите кои што секојдневно го возат можат да ви кажат на многу голем дел од патот фали
мрежата, која што е заштита и секојдневно сме сведоци на прегазени животни кои што без проблем поминуваат. Се нарушува безбедноста на возачите, се нарушува безбедноста на учесниците во сообраќајот. Меѓутоа, очекувам, бидејќи фати веќе ладно време, ова да го решавате во предизборието, таму пред април, сигурен сум дека ќе видиме работници кои што ќе бидат на таа патна делница. И повторно да се вратам на автопатското решение Охрид-Кичево, за кое што изгубивте толку многу време, на кое што можевте со посебен проект да ги тендерирате и да ги предвидите сите овие недостатоци кои што фалат, затоа што нити е прв, нити е последен случај да одредено автопатско решение добие дополнителна клучка, добие дополнителен влез и излез, добие дополнителна лента, меѓутоа тоа се решава во ОД, иако колегата Коста Нацевски вика сите работи ги решавате во ОД. Ако чекаме ние да вие ги предвидите сите работи, посебно на автопатско решение во планински услови, и да таму немате непредвидени работи, иако за основни проекти, за една водоводна линија од 100 метра на рамен терен, како што рече колегата, се остава можност за непредвидени работи кои што ќе се јават во текот на градежните работи, има да се изначекаме. Добро е во целата работа, што ВМРО ДПМН е отпочна одредени проекти, се надевам без кочење и без празните флоскули дека штедите пари, а ние на ова 400 милиона, кај што велите дека имало пари и за вџеп, имало пари и за други работи, додавате дополнителни 200 милиони долари, да ова барем успеете да почнете да го работите. Затоа што се работи за безбедноста на граѓаните, затоа што се работи за подобрувањето на протокот на стоки и услуги, и затоа, како што рече еден колега, тоа е автопатот на вашата иднина, тоа е автопатот на малиот Шенген. Штипското решение, Миладиновци Штип, е влезот кон Европа. Меѓутоа, малиот Шенген, тоа е ваш проект, ќе треба да го завршите ден порано и ден поскоро. Не би сакал повеќе да должам, затоа што мислам дека поентата ми беше она што го зборувавте 2014 и 2013 кога се носеа овие закони, кога се правеа, дискутиравте на друг начин, а сега во овој период сосема на друг начин. Иако и тогаш и снега основата на донесувањето на законот беше да се подобри сообраќајното решение кон Охрид, да се регулира безбедноста, транспортот и врските со таа дестинација, а денеска, иако имаме решение на закон по скратена постапка, чекаме точно една година од донесувањето на анексот до донесувањето на законот. Ви благодарам. Благодарам. Реплика.